1 на 1, сезона 10. Вечерашен гостин единствената Лепа Брена и вашиот домаќин Жарко Димитриевски. Добра емисија. Многу добре. Лепа Брена, луѓе. Лепа Брена. Уште Майк Тајсон да дојде и толку да затвориме. Нема потреба снимање веќе. Мешевски, како си ми пријателе, што е денеска на програмата? 2 во 1 стронг. 2 во 1 стронг? Прекрасен јак вкус на кафе. Баш како што треба. Како што треба, мајсторе. Знам дека си љубител на кафенце и се гледа искрено. Сабајле, луѓе, правев муавет со еден од сценаристите. Да, знам дека се чудите дека имаме сценаристи. Толку е лоша емисијата што некој не ни верува. Небитно. Цело време ми носи материјали за Груевски. Значи цело време за Груевски пишува. И му викам доста бе веќе Груевски, ги премина сите граници. На втора. Скопје ќе се кандидира за зелена престолнина на Европа. А папата Франциско ќе доаѓа во Македонија. Како се овие две работи поврзани? Епа, ова е слика од папата како се смее од како му кажале дека Скопје ќе се кандидира за зелена престолнина. Во 1 на 1 често зборуваме за загадувањето, бидејќи на сите ни пречи. Значи факт дека на сите ни пречи загадувањето, тој факт е толку многу јасен што на ТВ Алфа и прашањето ви пречили загадениот воздух, самата водителка реагира со фаца која вели ме заебаваш? Ме заебаваш? Пред известно време ние имавме доста остар монолог насочен кон Петре Шилегов. Инаку не знам дали знаете, кога ќе дувне ветар што го чисти загадувањето, како се вика тој ветар, знаеш? Ветре Шилегов. Да бидеме комплетно реални и искрени, само да кажеме, Петре не е најповикан за оваа проблематика. Значи, најповикано е и треба да биде Министерството за животна средина. Слушајте сега, ќе ви покажам клип од 1 на 1 сезона 8, снимен и емитуван пред 2 години, во кој референцирам клип снимен и емитуван пред 3 години. Значи, Inception малку. Ова што ќе го видите, ќе докаже дека истиве проблеми се провлекуваат години и дека упорно, без разлика на тоа кој е министер во можеби најважното министерство за животна средина, нив ги боли уво за тоа што е нивна работа. Во 1 на 1 пред точно година дена направивме цел монолог на истава оваа тема. Имав говор малтене ист како овој. Еве како го завршивме. Ај, пушти. А исто и неќе лошо министерот да прочита нешто или барем да каже, не ја да блебетам тука. Како се викава министерот за животна средина? Нурхан Изаири. Епа, министре, што направивме бе со воздухот? Ја ќе ви одговорам, ништо не направивме. Еве сме година дена подосна и ништо не е сменето, освен Нурхан, кој не е веќе министер. Да, во тој момент Нурхан не беше веќе министер. Него го замени Башким, кој беше министер точно 1 година. А од мај 2017 министер е Садула, за кого на сајтот на министерството пишува дека е комуникативен. Жива вистина. И добро, логично прашање, ако е толку комуникативен, зошто во овие 18 месеци додека е министер не одржал ниту една пресконференција? Нели беше комуникативен, бе? Ниту една пресконференција. И тоа е тоа што е заедничко за сите министри за животна средина. Не се занимаваат со граѓаните. И ќе речете, па добро, можеби човеков не знае дека се држат пресконференции, може не ни знае за пресконференција како концепт, ама тоа не е возможно, зашто Садула е на висока државна позиција дури од 2000 година. Значи не може речи си 20 години да си те директор, те министер, те градоначелник, те пратеник, а да не користиш пресконференции и да не ја сваќаш нивната намена. Па нема логика, исто како и овој наслов. Погледнете. Па ако некој ја знае нивната намена, тоа е маленко. Остај ти. Остај, нека не те лажат.
Затоа во име на сите нас му се обраќам на премиерот, сликан овде во моментот кога му текнува дека сепак заборави да го исклучи бойлерот. Сепак заборави. Значи Зоки, нагалено го викам инак, тој ме вика Жаренце. Господине Заев, пред година дена рековте Македонија слободна, слободно живее. Ама не живее баш, се гуши. Бидете поразличен од вашите претходници и позанимавајте се со Министерството за животна средина. Сепак треба да живееме во истата таа животна средина, господине премиер. Така ли е? Така. Но, да свртиме на поведри теми, да преидеме со следното. Ако надвор со воздухот не е лепо, овде Бога ми е следно во еден лепа бреме. Не знам кога не го јада тоа човече, кога е тоа. Не ве видов. Што не кажете дека дојдовте? Време е за нов збор. Денешниот збор на денот ни е Verweisungsgesicht, што од превод на германски значи фаца на која ужасно и треба тупаница. А нешто што мене ужасно многу ми треба е тупаница. Не, чај. Добар чај. Само добар чај. Чај што сите го сакам. Good nature. Good nature. Good nature. Секоја кесичка чај е произведена следејќи ја традицијата и е зачинета со единствена грижа и љубов за вас. Good Nature, најдоброто чајникот на природата. Алкалоид, Скопје. Израснати под топлото македонско сонце и одгледани со неверојатна љубов и внимание. Највкусните македонски вишни, преточени во прекрасен вишна нектар за секојдневно уживање. Нов Вива премиум вишна нектар, без конзерванси и без адитиви. Природно си е природно. Со секој изгреј сонце се раѓа нов ден, а денот е најубав кога почнува дома. Онаму каде што си сигурен, безбеден, среќен. Затоа сме тука. Golden Art. Дом, не само стан. Погледни поинако. Не сум само празна кутија. Утре може да се вратам во нова форма. Амбалажата што има минато, може да има и иднина. Ослободете се од хартијата и од композитот во новите сини контейнери во вашиот град. Заедно за почиста животна средина. Селектирај иднина. Пакомак. Нов крал, нови правила. Сега пеам заљубен, преград отворам јас. Слејан сум со пролета и со се во овој пот. Крали Марко, пиво за уживање. 13 декември, Дом на АРМ. Новогодишен стендап со супер интересниот Маријан Ѓоргиевски. Дојдете заедно да се насмееме. Билети преку Купи карти за се, Пола Југотон и Розеверо 2. Пакувај се за нова година со Савана. Одиме во Виена и го следиме виенскиот концерт на плоштадот за само 165 евра. А зошто да не во Букурешт? Нашиот бестселер аранжман за само 99 евра. Сакаш во Софија? Го имаме еден од најлуксузните хотели со 5 звезди, Holiday Inn, за само 99 евра. Не размислувај, пакувај се за нова година со Савана.
Gdje si mi dao nije ulje? Ma je dobro to ulje za golf pet. Da si ti normalan? A kako ću kuhat s tim? Što je ova galama? Ajde, šnel, gosti čeka ručak. Ама газда да ми кажувал. Брилијант. Водечко масло за јадење според потрошувачите во Република Македонија по сите карактеристики. Прочитај повеќе. Концертен спектакл за паметење. 35 години кариера на балканската дива Лепа Брена. 15 декември Вип Арена Борис Трајковски. Лепа Брена во Скопје. Сите Golden Art објекти се во енергетската класа А, што значи пониски сметки за грејење и ладење во текот на целата година. Имаат уникатен систем на градба кој лесно се докажува како супериорен на пазарот во однос на квалитетот. Сите Golden Art објекти се изградени со љубов, направени да траат со генерации. Провери, закажи состанок со Golden Art агентите и дознај зошто само тука купуваш дом, не само стан. Со потекло од чистите и зелени планински долини, направени по стари, традиционални рецепти. На современ начин и модерни технологии. До совршен вкус. 100% млечни производи. 100% малешевски производи. Купувајте малешевски производи. Секоја кесичка чај е произведена следејќи ја традицијата и е зачинета со единствена грижа и љубов за вас. Good Nature – најдоброто чајникот на природата. Алкалоид, Скопје. Повелете. Ја ви сок од вишни. Кај имате бе вие тако? Сакам прав сок од вишни. Баба ми како што го правиш. Дај ми... Како немаме? Повелете. Ова е многу подобро и од на баба ми, бе. Браво. Ново од Вива. Вишна премиум нектар од највкусните македонски вишни. Пробај го. Природно си е природно. Другари, специјално нешто од Good Nature божикен чај. Купете си неколку пакетчиња и уживајте во божикниот чај од Good Nature оваа зима. Последен повик да учествувате во огромната наградна игра на ПКБ-та. Само уште оваа недела купувате ПКБ-та паштети, играте за еден куп прекрасни награди. Паштета е да не играш. А нашата денешна гостинка е безвременска, исто како и Фелче Азура, одсега со нови мирисни ноти и нова хидратантна формула за максимална ревитализација во бањата. Пробајте ги новите мирисни ноти од италијанската Фелче Азура. И реков безвременска, токму тоа е нашата следна гостинка. Права чест ми е што е тука. Лепа Брена! Абе, не туку снимајте, аплаудирајте. Пола публика со телефоните вака. Аплауз за Лепа Брена! Наполнивте 2 арени во Белград. Богато сценарио, богата продукција, како и секогаш. Ќе гледаме ли таков концерт во Скопје на 15 декември? Па, нормално. Не може да буде разлike u Skopju i Beogradu, samo što ćemo gledati da prilagodimo se uslovima kakva je Skopska arena, ali pravimo spektakl. Pravimo spektakl u Skopju! Da. Колку луѓе патуваат со вас кога одите на турнеја? Колкава е бројката? Pa dobro, u Beogradu je bilo 150 ljudi na sceni.
Wow. Da, 150 ljudi izvođača, a imali smo, ne znam, recimo nekih 200 do 250 ljudi koji su produkcija, organizacija, scenario, kostimografi, scenografija više nema. To se nekako više ne pravi zato što se prave VJ na videovolovima, tako da se to radi i priprema se po nekih 5-6 meseci ranije. Ali prvo moraš da smisliš kako to treba da izgleda. A ko je režiserat? Pa ja sam scenarista, režiser. Очекува повеќе. 250 луѓе, фантастично. На оваа емисија работа тројца. Pa dobro, ali vi vredite onda za 250 ljudi. Благодариме. Новиот албум се вика "Зарија важно дал се пева или пјева". И сега, за спотот за истоимената песна играат сите глумци од филмовите "Хајде да се волимо", значи Емир Хаджихафизбеговиć, Saša zvani Čaki, koji je isto tako bio u filmu, Bijelo Grlić, Nikola Kojo, da, sve moji prijatelji, saradnici iz filmova "Хајде да се волимо". И како беше атмосферата на снимање, онака чисто после толку години истава екипа се собира? Pa znate kako, mislim da je ova moja pesma je bila nekakav odgovor na nekakvu situaciju koja je kod nas nekako nastala posle raspada Jugoslavije i nikako da se ovo neko trusno tlo malo nekako smiri, da ljudi počnu da rade, da su srećni, da živi, da napreduje ta ekonomija, da napreduje infrastruktura, da nam napreduje zdravstvo, školstvo i to, nego stalno ubaci se neki crv, pa uvek je, ne znam, onako malo politički problem. Stalno je nekako narod napet, tako da ja sam htela da se ne mešam normalno u politiku, ali sam htela da dam jedan svoj stav kao pevač. Zar je važno, mi moramo da smo upućeni, smo jedni na druge, ceo svet funkcioniše sada sa ličnim kartama. Treba razvijati ekonomiju, dobro prijateljstvo. Mi našu decu negujemo i vi vašu sigurno da se edukuju, obrazuju, da budu kosmopolite, pacifisti, da budu dobri ljudi. I svetski, tako je, da mogu da svugde sa tim svojim pozivom mogu da rade u Australiji, Americi, Kanadi, Evropi, bilo gde. Tako da je moj odgovor bio, zar je važno, dajte da živimo, radimo, da napredujemo. Da ne se zamaramo со глупави ситници. Така е. Одлична пора. А сега, хајде да се волимо, чисто ми доаѓа така природно да прашам, нели позната триологија. Делови се снимани дури до Африка. Така е. Сега, Африка, чисто ме интересира кој беше најинтересен некој момент од тоа снимање? Африка е сигурно луда. Не сум бил во Африка као континент. Појма немам како е. Што беше онака нешто? Вау! Da vam kažem, to je jedan kontinent koji je zaista božanstven. Njihova flora i fauna, znači njihov biljni životinski svet je nešto što je najoriginalnije zaista u čitavom svetu. Kada sam otišla da snimam film, mi smo bili 87. godine u Africi. To je toliko bilo interesantno i zanimljivo da, verite mi, samo što je bilo zaista jako naporno. Tamo su nas jurili slonovi, gde ja sam imala prvi put priliku da vidim, ja sam uvek mislila slon ne može da trči. Međutim, mi smo imali jedan kadar na snimanju tog spota gde smo se zaustavili sa džipom, gde su bili slon tata, slonica mama i mala beba. Dobro. I oni su se jako uznemirili kad smo mi stali sa džipom i ja sam gore sela na krov i odjednom je majka zaštitila malog. Oni su mislili da smo mi došli da ih lovimo ili šta. I kad je ovaj veliki slon počeo on je tačno krenuo na nas. I mi brzo sedamo u onaj džip da pobegnemo, međutim neće upali auto. Džip neće upali, da. I mi, reditelj na jednu stranu, ja na drugu stranu, svako na treću. Međutim, slon kad se pod inercijom, on ide brzinom od 60 km na sat. Znači da je to bilo onako
Ja sam mislila, to je smešno. Međutim, otići, tako doživjeti, rekla sam, nikad više neću da idem. Neću nikad da idem tako neupućena. Tako. Da. Ja ću kažem, toliko je sve bilo zanimljivo, sve je bilo interesantno i to su za mene neverovatna sećanja. Da volela bi zaista jednoga dana kada bih mogla, ako mi to uopšte bude bilo padlo na pamet, da pravim nekakav film svoj, ali po toj nekakvoj biografiji, kako sam lično i toj biografiji. Može, znate što da je interesno? Mi smo, izvinite, a mi smo 1987. godine, tada je pokojni Raka Đokić, koji je bio i ostao najbolji menadžer na ovim prostorima zaista svih vremena. On je celo pleme Masaji doveo na promocije koje smo mi imali u Beograd, Zagreb, Sarajevo, gde god smo imali, tako da smo mi prvi put doveli celo to pleme u... Pa zamislite, niv kako im bilo. Da, i oni su se posmiđavali, da. A Madonna je, recimo, sećam se da je Madonna dovela njih, sad su bili na jednoj manifestaciji, pre jedno 4-5 godina, tako da negdje mi bude drago, eto što sam ja bila prva. Tako je vikad na Madonna. A be, kakva, nije bevme so lepa Brena. Da, Mnogo dobro. Има една сцена конкретно каде што Брена скока од познатиот мост, од Мостар висок, да, колку таму, преку 20 метри можеби. Ја имаме и снимката, чисто да се подсетиме само. Можеме да пуштиме? Да, и ова се случува, да. Прво нешто што ми доаѓа вака на памет, кога веќе ги истепавте тие двајцата, зошто па од овој еден избегавте? Тие двајца беа трши се овој еден. Da. Zato što, pa taj je bio najopasniji, morala sam da moram da ga sredim. Сега, кој рипаше од мостот? Кој? Кој беше тој што рипан? А, taj što je skočio? Pa ja. Да? Da, ja sam skočila. Без каскадери, без ништо? Па тоа е храброст. Pa lasta. To je uvučeš stomak i skočiš. Šalim se, naravno. Šalim se zato što na Mostarskom mostu postoje čuveni skakači. To su momci koji su prosto jedan kuriozitet tog jednog istorijskog grada, Mostara. I ja sam tada imala dublera zato što ja sam htjela da skočim. I, međutim, reditelj i scenograf prosto nisu dozvolili. Kaže, gde ćeš skočiš, znaš, to treba naprati skok na glavu, ne znaš dubinu, ne znaš... Sakame da go dosnimime filmot. Međutim, ja sam htjela da skočim tako da imamo jednu scenu koja nije ušla u film, kada sam ja u Farmerkama ušla u Neretvu i kada sam se šokirala, zato što kada uđete, ta Neretva je toliko hladna reka. I imate virove koji vas nose i ako niste fizički spremni za tako nešto, ostajete bez daha i ti virovi možete se udariti. Fizički spremni 100%. Pa ja jesam, ali kad su mi se one farmerke stegle od one kako je ta voda, to postalo je teško da posle su me nekom kukom zakačili i izvukli i kažem, jao, hvala ti Bože, ipak nisam skočila, mislim. Сега, уште нешто да се задржиме за филмот. Бјела го спомнавме, Бјело Грлич. Во третиот ми се чини дел од филмот. Имаше сцена во хеликоптерот. Вие, Бјела, па нешто... Никола Којо, ја... Да, но имаше некој, требаше нешто љубовно да се случи, така, тука... Jo, znate šta, da, evo sad ću ispričam šta je to bilo. Naime, u scenariju nije bilo da se Bijela i ja ljubimo. Dobro. Jer piše Brena poljubi Bijelu. Ja sam mislila, normalno ću ga poljubim u obraz, jel? Da, moram i to. Međutim, dolazi Stanko Crnobrnja i kaže, znaš šta, trebalo bi ti njega da poljubiš ozbiljno.
A ja kažem, pa ljubit ću ga ozbiljno. Ja opet, moja, kaže, a nije to, kaže, nije ozbiljno, to je neozbiljno. Kaže, pa dobro, kako je ozbiljno? Kaže, treba ga poljubiš u usta. A ja kažem, pa dobro, poljubit ću ga u usta, ali nije mi bilo tako prijatno zato što sam bila šokirana. Glumcima je to sve nekako lako i jednostavno, a meni je to bilo... Međutim, nisam htjela da ispadnem baš i neprofesionalno. Sad to čekamo, pa neću, pa kao ovo, ono. I sad ja, dođem, radimo mi tu scenu i ja njega poljubim u usta normalno. Smoknem ga. Tak. Da, malo. Kaže onaj, ne, to su me navukli svi. To je bila navlaka da me isprovociraju i da... I kaže Crnobrnja, pa znaš šta, malo je to bilo muljavo, onako, znaš... Ne ti verujeme. Kao nije, znaš, ajde, znaš, kao, daj ti to. Ja kažem, pa dobro, šta sad hoćeš, da se ljubimo, kao, kako hoćeš? Pa kao, poljubi ga ozbiljno. I onda ja, kad sam navalila, onda sam ga ljubila. Tako da sam Bijeli rekla tek posle jedno 20 godina da mi je to bilo onako zaista nešto vrlo neugodno. Ali, ne, glumci su ipak glumci. Ама нему му пријало изгледа. Da, za njih je to najnormalno, točno. Ne, to je kod njih onako potpuno normalna stvar. Skini se, plivaj, vodiš ljubav, go si, nisi go. Ne znam, meni je to... Ja ne bi mogla, moram priznati. Ама, pa, primjer, Ja mogu ako je neki, možda bi mogla budem glumica, ali samo da su mi ultra zgodni ti glumci, onako, da su seksi. Pa što mu faljalo na bijela, pa sega? Ne, sad razmišljam o tome. Окей. Da. E pa, treba da porabotam prvo fizički, pa posle ќе се čujeme. Da, ja ću dotad imat 150 godina. Така. Сега исто уште една работа, кога веќе сте тука да ме прашам, бидејќи сакам, сум го гледал ова на YouTube често. Значи, има исто Мостар концерт, полно, 25-30 луѓе. 30.000 луѓе. И Брена игра, нели, таму танцува и ајде да видиме што се случува само и за да го објасниме конечно моментов. Значи Брена игра, све е супер и вау. А мене од буквално се ми е најинтересно што овие со гитариве те гледат и ова само. Падна! Овде сериозно сум со колено во глава. Da, zato što sam ja, mi smo uvek imali, ceo bend i ja, Slatki greh, imali smo tu foru da ja sednem Saši Popoviću na ramena. Dobro. Zato što se cela tada jugoslovenska ova jako moralna javnost, znate, one su kao sve, svi su jako fini, to je sramota ovo, ono, i onda svi su se tako zblažnjavali, onda smo mi to namerno radili, znate. I obavezno sam ja na svakom koncertu sednem Popoviću i onda mi pevamo, oni naravno, narod se zabavlja, zezaju se, penju se i druge devojke. Penjale se i druge devojke, su penjala se na leđa, roditelji su stavljali decu na ramena. I onda su svi ovi koji su, znate, jako su moralni, oni su jako čestiti kao jao, to je sramota, ja ne kao oni ne ješu nikoga. Da. I druga stvar je bilo to dizanje noge. Ja sam tu desnu nogu tako dizala. Prvo to nešto nije bilo. Na kraju se ta noga tako razradila da sam ja svaki put kad idem, to je bio problem da se ne udarim gore u glavu. Da. I šta se desi na tom koncertu u Mostaru? Ja volim da me publika ponese i šta da radim? Ne mogu, mislim, koncert ne možete da glumite, je li tako? Dođete se, opustite da se radujete, bar ja tako ceo život radim. Pa sad, šta se desi? Ako padnem, pa ustanem, to je najbitnije. Ovo se dava maksimum. Da, i ja tu prvi put kad tako sam se udarila u glavu i pado skroz, a oni sviraju, kao ustaće ona.
zato što su oni navikli da Најдобро ja... од сега, онака, паѓате и си станувате, после нема веза, Da, ja идеме. ustanem. Ne, mislim, ja kad bih vam pričala o svim svojim padovima na koncertima, ja mislim da sam ja žena koja je najviše padala na koncertima, a znam da padnem i ovako pa polomim obe ruke, tako da... Ali evo me živa i zdrava, da vam kažem. Супер. Супер. Бидејќи, окей, ни тече времето, а сега нешто да ве замолам. Брена доаѓа, ете, еднаш, прв пат после 10 години емисија доаѓа Брена и сите ми рекоа што ќе пее ли, вака, така. Да, ама, чекајте. Hoćeš ti da pevaš? Може би, ама тие не сакаат јас да пеам. Вака ми рекоа девојки ми рекоа дека многу сакаат балади, ми рекоа фајде сега си направив мала фокус група, вие 5 девојки кажете што сакате, бла бла бла, и ми рекоа дали може Брена да ја пее Ево зимаче. И си викам па добро, зима, ладничко, супер, и сега сме зима. Ајде да ја замолиме Брена, па сега за да не бидам само ја, дали може Брена да ја испее Ево зимаче? Можеме? Pevaš sa mnom. Pevaš sa mnom. Evo zimaće, ti se ne javljaš, nit mi dolaziš, nit me pozdravljaš. Pisala sam ti, tiho platila, pisma su se sva moja vratila. Što mi nisi duže čekao, što mi nisi ništa rekao, zad si život svoj promenio, nekom drugom ti oženio, jedini moj, najdraži moj. Evo zimaće, svuda tražim te, sneg je prekrio tvoje tragove, suza ledi se, snaga izdaje, srce slomljeno tužno ostaje. Što mi nisi duže čekao, što mi nisi ništa rekao, zad si život svoj promenio, nekom drugom ti oženio. Što me nisi duže čekao, što mi nisi ništa rekao, zad si život svoj promenio, nekom drugom ti oženio, jedini moj, najdraži moj. Еден на еден, овозможено од Вива. Природно си е природно. Вратете се во детството со вкусот на новиот вишна премиум нектар од Вива. Нема конзерванси, нема адитиви, направени од највкусните македонски вишни, преработени во фабриката на Вива. Ова ќе биде вашиот нов омилен вкус од Вива. Толку добар што некој дури аплаудираше. Да, се случи тоа.
Времето е се поладно, а за топ грејање ви требаат квалитетни пелети што греат, а не прават ѓубре. Тоа се Еколайф пелет, македонски пелети од највисока класа. Пробајте ги, ќе ми речете фала. Кога сме кај зима, Савана ги има најдобрите новогодишни понуди. Сакате Рим, Париз, Верона, Венеција, нешто друго, savana.mk, проверете си сами. И вечерва мои стилисти Fashion L Powered by Елена Лука. Јас како и секогаш носам Пиер Карден од мултибренд продавниците City Fashion, каде ексклузивно ги има Emporio Armani, Карл Лагерфелд, Armani Exchange и се разбира Пиер Карден. Продолжуваме со Брена. Продолжуваме. Брена. Ти благодарам прво живели, ти благодарам за прекрасната песна. Ајде сега да зборуваме за љубов, да зборуваме малку за љубов. Ја не знам ништо о томе. Море. Со Боба, колку во брак веќе години? 25. 25, тоа како му доаѓа сребрена свадба. 26, тако е. 26, прекрасно. И сега, таа свадба, што ја викам сребрена. Свадбата ваша толку беше популарна што се ренташе. Као VHS касети, можеше да си ја купиш, да си ја имаш по дома. Значи имаме мојата свадба, на роднините и Брена. Да, луда работа. Кога дознавте за таква, мислам сигурно се насмеавте, немаш од друго, така? Ја искрено вам кажем, ми smo napravili svadbu i mi smo pravili te kasete za ljude koji su bili na svadbi, da imaju uspomene. Danas svi rade, snimaju svoje svadbe i sve to. Međutim, posle toga je krenula taka potražnja da je moj pokojni menadžer počeo i da prodaje sve te kasete. Tako da je to bio onako jedan ozbiljan biznis u to vreme. Super, odlično. Pa para na paru, a fukara na fukar. Da! Ето така! Запишете си го. Да. А како воопшто се запознавате со Боба? Кој е тој момент? Како ви се патиштата? Како ви се среќаваат? Pa znate šta, ja sam njega videla kada mi je jedan moj prijatelj iz Novog Sada, Perce, pošto sam ja samo sam radila 2 koncerta dnevno, idem, radim 15 dana, pa dođem kući, imam 3 dana pauzu i tako. I jednoga dana, kaže meni ovaj moj drug Perce, kaže, jel ti, kaže, znaš, kaže, ko je ovo? On na naslovnoj strani, Boba. I sad ja otvorim onu srednju stranu, a on forehand, forehand u stvari drži ovako neki, pa oni mišići, ono se, ona majica se podigla, on se pločica, ovde kaldrma, ona, znaš, ono se, on sav u mišićima. Kaže, znaš ko je to? Ja kažem, ne znam, mislim, ne znam da ne pratim sportiste. Da, on stvarno je bio kao Apolan. I kaže, pa to ti, kaže, Boba Živojinović igra tenis. A tenis igra. Pa gde igra? Rekao, gde igra? Pa, kaže, on putuje po svetu. Ja, rekao, što bi ja volila se upoznam s njim. Kaže on, ma to je nemoguće se upoznaš ti sa njim. I čujem ja sam tako slušala o njemu i počela sam malo pratim šta, gde i kako. I jednog dana Boban je pravio egzibiciju u Beogradu, humanitarnu egzibiciju sa Borisom Bekerom i tražio je od mog menadžera Rake Đokića da ja udarim početni udarac. Dobro. I Raka Đokić kad je njega video, mi smo tada snimali film, drugi deo, on je odmah video i celu ekipu na 150, odmah nas je prebacio za Vršac da snimamo drugu scenu da se Boban i ja ne bi upoznali. Jer je predosetio da će to biti fatalan susret. Tak. I Boba je... Da se go zaštiti filmot. Da, bar da film završimo, da. I kada je 24. oktobra 1987. godine ja sam imala promociju filma i tada je Bata Živojinović baš na promociji filma u Domu sindikata rekao meni, kaže, eno ti tamo stoji moj prezimenjak, idi, šta stojiš tu, idi kod njega. I ja kad sam vidjela Bobu, konačno, ja onako slalom ovako, kroz onaj narod ovako, idem, plivam onako do njega i tako. I dođem do njega i ja njega zagrlim, poljubim ga kao da ga znam 100 godina. I kažem mu, pa dobro, rekao, gde si ti do sad?
I meni su svi govorili, on je, znaš, on je fatalan muškarac, on je playboy, ovo, ne kažem. Znate šta, ja stvarno ne znam šta znači playboy. Ma časna reč, nisam znala šta znači. Ja kažem, da li je to boy koji play? Boy who's plays. Ili, ne znam, mislim, jel treba da se plašim možda? Kao, znaš šta, to su opasni muškarci. Međutim, ja kad sam se upoznala sa njim, tako kad sam ga zagrla, poljubila, ja sam videla jedno onako toplo, iskreno biće, jednog velikog dečaka, jednog, ne znam, nešto je bio to fatalan susret za nas dvoje i mi smo se dogovorili već sutradan da se vidimo. I kaj izlegovte prv pat? Pa onda sutradan smo otišli u Novi Sad. I sad mi šetamo po onom centru tamo Novog Sada. Brena i Boba. Da, šetamo. Tamo negdje oko 11-12 sati nije bilo nikoga i tako. I ja sad njega gledam, on visok, onako jak, razumeš, zgodan. Ma mislim, meni on tad bio najlepši muškarac na planeti. I ja ga vidim i on ovako rašire ruke i sad ja lepo kad sam krenula, kad sam uvatila zalet, sad ću ja rekao da idem i da trčim, pa ću da mu se bacim tamo u naručje, razumeš? A on će onako da me vrti, znaš? A onda će da me spusti polako i mi ćemo se tu poljubimo, znaš? Jer ja to sve zamišljam dok trčim. I Disneyjevata muzika će trgnete. Da. I sad sve to slow motion, znaš? Međutim, ja trčim i ja se bacim na njega i mi oboje padnemo dole. Zamisli to malo. I mi onako ležimo Pa dobro što ne mudri koleno. Na trotoaru, da. I ja kažem, čoveče, pa ja sam mislila da ćeš ti mene sad podigneš i to da me vrtiš onako. Kažem, kako si jak? Kaže on meni, au jebote, ali si teška, kaže. Bravo. Ja teška. Ne znam da li je mislio fizički ili da, znaš. Kaže on, znaš šta, jako si me, kaže, iznenadila, znaš. Ja kažem, pa ja sam se bacila ko tigar na tebe, šta ti misliš? Pa neću ja sad tu kao mac, znaš. Tako da je to bilo smešno. Ali samo da znate, on je bio toliko fizički spreman da je on, recimo, svoje drugove, kolege, naše kuma koji ima, čovek ima 100 kilograma, on ga uzme i drži ga ovako, bre, sa obe ruke. I to, ja kažem, samo da znaš da ja kad napadam, kod mene samo možda budeš, pa to si. Odlično! Da se znaje. Šalim se, da. I na početok od nekada... Kaže meni Boba, znaš šta, izvini, ove moje devojke su bile sve manekinke, imaju po 40 kila sa krevetom. A to je pa da se pofali. Pa ne, čisto da mi stavi do znanja. Ja kažem, dobro, nemam ništa protiv. Vidjet ćemo ko kosi, a ko vodu nosi. И Брена и Боба почнувате секаде да одите заедно. Боба е цело време по турнири, низ цел свет. Значи, да, он е нон-стоп. Да, и летате нели заедно со авиони и слично. И сега многу има интересен еден лет од, ако не се лажам, од Чикаго за Сан Франциско, кај што Боба сака едноставно приватност да имате вие двајца. И што прави Боба? Мислам, ово е комерцијален лет, нормален лет си е. Da, a moram ispričam šta se tu desilo. To je zaista ovako jedna zanimljiva priča. Pošto je on i non-stop igrao, a ja sam non-stop radila moje koncerte jer mi imamo ugovore koji su bili već godinu dana unapred, gde on je u ostalom profesionalaca i ja sam bila profesionalaca, naravno, i danas sam u svom poslu. I kao kad ćemo se vidimo, onda mi moramo se dogovorimo za 2-3 meseca. Međutim, mi smo tada, to je već bilo komplikovano da se izvede. I ja sam pevala, tu Novu godinu sam pevala u Čikagu. Kad
I sad, ne, ovo moram da mi ispričam. I ja sad pevam, kaže meni slatki greh, i još ko još bio, bili još neki pevači, samo kaže, ajde molim te, siđi dole, hoće da nam daju nekakav veliki bakšiš i to ja kažem, ma ne zanima me, mislim, ja ne pevam za bakšiš, ali daće nam i ovo, ajde molim te, zbog nas uzet ćemo lovu, znaš, jer ja sam bila fiksno plaću i ne kažem, neću da mi neko trpa, stavlja tamo da mi pljuje lep i ono tamo i to. Da, ja kažem, to me ne zanima. Ajde, molim te i molim te i molim te. Ja sad imam neku haljinu. Ovako gore je bila guma i čipka, suknja ta mini, normalno, što sam ja uvek nosila tako. I kajš jedan koji je tu visio. Ja siđem dole, oni su meni sve ovde pokačili, one pare, sve po $100. Kako Jelka novogodišnja? Pa kao, ja sam izgleda kao Jelka novogodišnja, da. I u jednom trenutku otvaraju se vrata, ulazi Boba. I kad sam ja videla da je on, a ja brzo one novčanice, brzo sve skidam, znaš, ono sve bacam sa sebe da ne vidi, znaš to? I ja brzo pobacam ono sve ovi kupe dole usisivačem, znaš, ono da se ne saginju. I sad ja, tamo sam se rešila onih para, ulazi on, ulazi njegov drug i dolazi sa još 2 ribe. Ono ribe zgodne. Ja kažem, šta je sad ovo? Sad mi ništa nije jasno. Međutim, ja neću da pokažem da ja sad nešto tu očekujem, nego i ja se pravim. Ja kažem, dobro, šta došao, razumeš? Možda dođe sad 150 riba, se iznervirala sad, onda bi rekla nešta god je daje, razumeš? I sad mi nova godina, kao cmok. Ja sa svima se izljubila tu, otišli u garderobu i sad dolazi on u garderobu i kao srećna ti nova godina i ja njemu kao ono, srećna i tebi, ono nešto u vazu ga tamo poljubim. I on kaže meni ovako, stavio me ruke ovde, kaže slušaj, hoću nešto ti kažem. Jer sad će da mi kaže, ja došao tu s devojkama, ovo, ono, a ja neću pitam ništa, je kao mene sve jedno, boli me uvo za sve, znaš, i to. I kaže on meni ovako, ili ideš sa mnom sada, posle ovoga kad završiš, ili se nikada više nećemo vidjeti. Wow. Ja, oduzele mi se noge, razumeš? Ja kažem, znaš šta, ma idem s tobom gde god hoćeš, razumeš? Dosta mi je više i pevanja i slave. Gotovo, već sam zaboravila i nove devojke i sve lakše mi bilo. Taman sam mislila da ću da umrem to veče. I mi završili, naravno, i ujutru smo krenuli na avion i mi letimo mi smo leteli za Melbourne. Dobro. Za Sydney, za Australiju i imali smo stop over, imali smo u ovom San Francisco. Tako. I tu smo sačekali jedno 4-5 sati i sad vodi on mene na šampanjac i na krabe. I onda smo iz tog San Francisca krenuli za Melbourne smo krenuli. Ja vidim nigde nikoga gore na celom, znači, pošto je to bilo na 2 sprata. Aha. Pred gejtot. Da, na 2 sprata je bio, to je prekookeanski avion. Vidim, gore nema nikoga, nama su ostavili voće, klopu, šampanjac i ostavili nas same. U stvari, ja tek sam posle saznala da je on dogovorio, zakupio, kako je to izveo uopšte, da se uopšte gore ne prodaje taj deo ili je kupio sve karte. Najverovatnije. Tako da smo ja i on imali jedno tako božanstveno veče. Proveli smo od San Francisca do Australije. I gotovo, vikam, njegova si posla. Što? Pa gotovo! Kakva romantika, ljudje moji. Brena, ja baš hoću da kažem da je on jedna uopšte kompleksna ličnost i da prosto ne bih mogla da zamislim svoj život pored nekog drugog muškarca, jer imate nekoga koji je dobar čovek, dobar otac, dobar suprug,
čovek kome ništa nije teško da učini za svoje prijatelje, čovek koji je požrtvovan, dobre naravi, veseo, voli da kuva, voli da radi raznorazne poslove. Pravi jedan onako domaćin, tako da... А чисто како совет, Живео, баба. ако млада девојка дојде и ве праша за совет, од сите овие работи што ги спомнавте, која е најважна? A za ne, jedan maš da ima? ja sam komplikovana, ja hoću sve. Da? Ja sve hoću. Ili sve ili ništa? Ili sve ili ništa. Добро. Имаме специјална гостника, значи чисто тука ни е Јана од Јахја Кемал. Добивте златен медал за иновација. Секогаш сакаме млади, успешни луѓе, надежни луѓе да поддржиме во еден на еден. Чисто, што е златниот медал, објасни ни, што се случи, зашто го добивте? Ние учествувавме на надпревар меѓународен во Хрватска, во Загреб, и нова, кој што беше под мотото Биди пример. Нашата школа освои 2 златни и 1 сребрен медалј и добивме награда за најдобар изум во областа козметика. Вау, кој беше изумот? Чекај да чуеме. Вака две жени како нас да чујат за козметика. Да чуеме. Крема против дерматитис направивме. А како ја направивте? Како ваш изум, буквално вие смисливте и формулата и се? Да. Секоја чест. Рецепта. Јахја Кемал, браво. Браво, Јана. Браво. Браво. И како што реков, значи Маријан Ѓоргиевски 13 декември во 20 часот Дом на АРМ има стендап. Брена, не заборавајте дека на 15 има концерт, а сега да чуеме кратко едно делче Маријан Ѓоргиевски стендап, да го видиме кратко него. Кај нас пејачите имат поќе парти сменето отколку Дзингош има сменето. На митинг, на спот, некаков предизборен кампања, иди ги гледаш сите гушнати. Сите заедно. Песната нема везе, стихоите нема врска. Сите заедно пе. Реално со очи неќе да се видат. Дајте и сила на Македонија. Ах, леле, сила да сме и дајле на Македонија. Уште малку ќе треба вештачко дишење да и дајме. Чекај бе, вие за оваа партија сте? Бе, сонце, каква партија, ние пејачи сме, тие што не барат за нив пееме. Мора да се живее некако за 10.000 евра и вие што сте пак уши намачени што да пратите. А какви се не пејачи има во Македонија? Прв тип на пејачи. Тотални анонимус, битно самочувствие в небо. Значи постојам 17 години на сцената. Сигурно една година по 3 си ја рачуна за до 17 да стигнат. Мене сите ме барат автограми, на секаде да се слик. Јас до пазар не можам да одам, излези на пазар директно автограм, селфи, Инстаграм. Сите ме знаат. Тебе максимум што можете знаат, домашните те знаат. Целото видео гледајте го на 1na1.mk. Целото видео 1na1.mk. Значи Маријан 13 декември во Дом на АРМ. Лепа Брена во Борис Трајковски се разбира, каде на друго место. 15 декември концерт фантастичен. Прво и основно, многу благодарам што дојде, специјално дојде за нашата емисија, го ценам тоа многу, се надевам дека публиката ќе ужива и знам дека публиката ќе ужива и многу се надевам дека ќе ни се вратите пак и ќе бидете повторно гостин. Како да не, moram da priznam da mi je zaista veliko zadovoljstvo i da ste vi jedan voditelj koji imate jednu fantastičnu energiju, da imate jedan fantastičan bend i najbolju publiku. Морам некако да се одолжам сега. Значи, за Лепа Брена секако Good Nature чаеви, бидејќи ете ви се допадна чајот. Витаминка имаме производи и секако од најубавите. Ова е тешко. Вива премиум сокчиња Лепа Брена. Љубим руке како што велат. Лепа Брена, дами и господа. Емисијата ја завршуваме со новото од Никеа. После 25 години постоење, Никеа имаат нов албум, се вика New Folder, тоа е ова. И Дејан е тука фронтменот на Никеа и ќе ни свири Дејан Љубов Бараш, се вика, синглот. Синглот, новиот видеозапис кој се појави сега, го промовираме. Ептен Тазе. Тазе, да. Ќе изведеме акустично Љубов Бараш. Тема која веќе е меѓу топ 5 песни по македонски радија. Драго ми е што луѓето го препознаа. Еј, одлично.
значи Никеа, Љубов Бараш, албумот се вика New Folder, побарете си го Дејан кога сакаш. Повторно си накитај со туѓи перја и дворскиот шут. Комичен, а во себе бесен, разбери, не си повеќе дете, помеѓу едно и друго, ти секогаш одбираш двете. Љубов